На Македонија и недостигаат најмалку 6000 медицински сестри и акушерки. Во моментов во државата работат по 300 до 350 медицински сестри на 100.000 жители, додека здравствените стандарди налагаат нивниот број на 1000 жители да биде 700. Поради ова, голем дел од здравствените институции во државата работат со помалку од потребниот среден персонал. Имаме примерно дел од средно медицински кадар. Се разбира, не е тоа доволно, имаме потреба од уште, чекаме сега да во секој момент ни одговорат позитивно на нашето барање за прием на кадар. Така да имаме недостаток од кадар, дел го задоволуваме со договор за дело, меѓутоа се надеваме дека ова година конечно после година и пол ќе приеме нов кадар за потребите клиничка болница, ще бидејќи морам да напоменам дека средно медицинскиот кадар е работен столб на секоја и на нашата болница. Причини за ова има многу, но најголема е континуираното заминување на средниот медицински персонал. Нивното незадоволство дополнително ги прави тие моменти на одлевање на медицинските сестри, бидејќи ние се соочуваме сега и со моментот на сестри договор на дело, со нерешен статус во болниците, кои што доаѓаат после завршување на образованието, се едуцираат и си го наоѓаат местото под небото во другите држави. Беа затворени границите за време на ковид пандемијата, сега веќе се соочуваме имавме спорадични случаи, сега веќе имаме зголемен број на сестри кои што почнаа да се одлеват. Најголем дел од медицинските сестри кои го напуштаат македонското здравство се високо остручен кадар за чија едукација се потребни многу време и вложување. Не се едуцираат туку така едноставно медицинските сестри, да не зборуваме за медицински сестри ние само во стационарот и во амбулантите, ние зборуваме за софистицирани професии препознаени, за анестетичари, за инструментарки, за кои што е потребен период да ги едуцирате. Значи една инструментарка станува самостална дури после 5 години работа да биде самостална и виртуозна во работата во операциона сала и морате 6 до 10 месеци активно е да едуцирате и туку така едноставно да изгубите инструментар. Само во Штип годишно дипломираат по околу 70 ученици од струката медицинска сестра техничар и 20 на студенти на високата медицинска школа, но најголем дел од нив не остануваат овде. За да се задржат младите, но и веќе докажани медицински сестри, од Матичниот сојуз бараат итно донесување на закон за медицински сестри, реформи во образовниот систем, признавање на квалификациите на медицинските сестри, како и промени во коефициентот, односно бодот за пресметка на сложеност на трудот. Се во ова беше кажано денес на одбележување на неделата на сестринството, како уште еден обид на средниот медицински персонал да го сврати вниманието кон проблемите на оваа афела.